Се поголем дел од гласачите во САД се млади луѓе кои би можеле да одиграат клучна улога на изборите овој ноември. Може би дури и да помогнат да се избере првата жена председател во историјата на САД, ако излезат да гласаат. Причините зошто младите се сомневаат да се појават во овој изборен циклус се директно поврзани со нивната фрустрација од тоа како работи нашата сегашна влада. Младите луѓе имаат многу фрустрации, затоа што промените не се случуваат со брзина со која тие би сакале. Но откако подпредседателката Камала Харис стана председателски кандидат на Демократската партија, има забележителна промена во однос на возбудата. The numbers with young voters in particular were great. Бројките, особено кај младите гласачи, беа одлични, особено поради ентузијазмот. Видовме зголемување од 5% поени во намерата на младите гласачи да гласаат практично преку ноќ. 19 годишната Селсет Галвес е една од оние кои се чувствуваат енергични по промената. Првично не планирав ниту да гласам, но сега кога тој се откажа и Камала се кандидираше, јас сум повозбудена што ќе зачекориме во нов свет, каде што можеме да имаме жена председател. Сега сум всушност возбудена за политиката. Возбудата се претвори во зголемување на бројот на нови регистрирани гласачи. Vote.org објави дека повеќе од 100.000 луѓе се пријавиле да гласаат во 7 дена откако Џо Бајден објави дека се повлекува, со гласачи на возраст од 18 до 34 години, кои се очинуваат речиси 85% од тие нови регистрации. Но председателската трка останува тесна, а има еднаков број млади гласачи, особено млади мажи, кои го подржуваат поранешниот председател Доналд Трамп, републиканскиот председателски кандидат. A lot of them don't. Многу од нив не сметаат дека економијата на САД е во нивен интерес. Значи, кога демократите зборуваат за рекорден раст на работните места, огромен број работни места што ги создаде председателот Бајден, тие не се гледаат себе си во таа рамка. 26-годишниот Френки Расел е еден од нив. Начинот на кој може да ме разберете е да разговарате со мојата возрастна група. Не можете да зборувате за истото ниски даноци, тврдењето само што ги намаливме даноците за оружјето и вербата. Тоа не е доволно, ни требаат други работи. Потребна ни е политика за Америка прва, да нема нови војни, да не ги испраќаме нашите пари во странство, туку да ги чуваме дома. Фрустрацијата не е еднаква на апатија. Младите всушност разбираат што се случува во политиката. Тие се грижат за тоа што се случува. Едноставно не ја гледаат промената што сакаат да ја видат. Но мислам дека промената што се случи во последните неколку недели дефинитивно создаде нова траекторија. Дали таа траекторија ќе се прошири до гласачките кутии останува да се види, но јасно е дека младите гласачи не треба да бидат изоставени во ноември.